Јована, добро утро. Апсолутно постојано треба јавно да се говори на оваа тема, бидејќи сметаме дека токму јавното говорење е еден од начините како да ги решаваме проблемите. Изминативе неколку дена навистина не потресе информацијата за сообраќајната несреќа во Велес во која што животот го изгуби 11 годишно девојче, неговата мајка е сериозно повредена. Дотолку повеќе ужаснува фактот што возачот во сообраќајната незгода, оној кој што ги прегазил нашите сограѓанки, избега од местото на настанот. Неговиот автомобил беше веднаш пронајден, но полицијата трагаше 2 дена по него. Вчера конечно и уапсен. Бројот на жртви во сообраќајот ги имаме, причина повеќе и утрово јавно да говориме на оваа тема со Тони Ангеловски од Министерството за внатрешни работи. Господине Ангеловски, дадовме вовед за темата. Едно семејство во Велес за жал викендов го изгуби своето дете. Ужаснува фактот што возачот сосема неодговорно избега од местото на настанот. Најнапред добро утро вам и на вашите гледачи. Имаме за жал ваков повод за да говориме утрово. За жал имаме една малолетничка која што го изгуби животот поради најблагокажано неодговорен однос на ваквите луѓе. Навистина е несфатливо после сите апели, после сите акции што ги имаме, после се тоа што го зборуваме со години, некои луѓе едноставно не ги разбираат овие пораки и за жал се случуваат вакви работи. Уште понесфатливо е она што не можам, јас лично верувам и сите вие да го разберете, кога веќе се случило таков настан, да избегате од местото на настанот. Навистина, барем обидете се, ако можете да му помогнете на тоа дете кое што сте го згазиле, за да ако може на некој начин барем да му го спасиме животот. Навистина огромна трагедија и јас очекувам сега судските органи да имаат соодветна санкција за ваквите луѓе и ова да делува и како уште една порака за веќе никогаш да не ни се повтори. Тукму за одговорноста сакам да проговориме наредниве минути. Бура се крена на социјалните мрежи изминатово денонокие со реакции на граѓани кои што бараат одговорност и реагираат меѓу другото дека мора да ја има, бидејќи голем е бројот на несовесни учесници во сообраќајот кои што некако се провлекуваат низ системите неказнати. Значи, апсолутно тоа што го зборувам и јас цело време. Еве повикувам сите, целата јавност, ајде сите да се приклучиме во акциите на Министерството за внатрешни работи, на акциите што ги правиме со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, со Факултетот за безбедност и сите прво од себе да тргнеме, дека ќе ги почитуваме правилата и прописите. Затоа што ние, за жал, како граѓани, секогаш мудруваме кога некој друг ќе направи сообраќајен прекршок, а никогаш не го гледаме тоа што го правиме ние. Прво од себе да тргнеме, кога ќе почнеме ние да ги почитуваме правилата, тогаш фактички ќе имаме безбеден сообраќај. За жал, вие гледате од нашите соопштенија дека ние, еве, во текот на изминатиот викенд правевме повторна акции. Например, во саботата имавме околу 900 санкции за брзо возење. Знаете што значи тоа? 900 луѓе возеле пребрзо. А пребрзото возење е клучен фактор за тешки сообраќајни несреќи во кои што за жал се губат и животи. Еве, сега сме во период и на слави. Идат новогодишните божичните празници. Се прават и овие прослави по фирми, нели имаме домашни слави. Тука мораме да внимаваме. Доколку консумирате алкохол, не седнувате зад воланот. Тоа може да ве убие вас и може да убиете и вие некого. Еве што се случува кога ќе седнете пијани зад воланот. Значи, мораме сите како општество да ги преземеме, да сватиме дека ние сме тие кои што возиме по сообраќајниците. Не доаѓа некој од Англија или од Кина да вози и да ни прави сообраќајни несреќи. Ние ги правиме тие сообраќајни несреќи. Кога ние ќе ги почитуваме правилата, тогаш нема да имаме сообраќајни несреќи и немаме да имаме вакви трагедии. И јас ја користам оваа прилика да упатам сочувство, се разбира, и до семејството и до целиот град Велес. Навистина огромна трагедија која што мора да не свести конечно да почнеме да ги почитуваме правилата и веќе никогаш да не се повторат. Споменавте билтенот на Министерството за внатрешни работи. Статистички да речеме дневно од 100 до 400 санкции има најразлични, но што вели тоа ако споредиме низ годиниве? Расте ли се намалува бројот на жртвите во сообраќајни незгоди и самите сообраќајни незгоди? Да, бројот на жртви константно се намалува во годините, но сепак е се уште висок, затоа што еве на пример
минатата година завршивме со 116 жртви во сообраќајот, што е најниска бројка, нели, споредено со претходните години, но сепак таа бројка е голема. Зборуваме за 116 изгубени животи, 116 зацрнети семејства. Значи, ние мораме сите да почнеме да се свестиме, да почитуваме правила и на тој начин да ги избегнеме и овие 116 жртви, затоа што видете, точно е дека се намалуваат бројките, но и една жртва е многу. Еве, гледате што може да ни се случи поради вакво несовесно однесување во сообраќајот, затоа што кога имате вие возило, кога го управувате возилото, вие фактички, доколку не ги почитувате правилата, може да се претворите во убиец. И тука секако да ја земеме и другата страна на приказната. Жртви имаме и тоа е многу поразително, но завршувајќи го животот на жртвата во сообраќајот, завршува и животот на одговорниот за жртвата. Станува збор за сериозни правни премрежја кои треба да ги помина во годините кои што следуваат. Релативно млад човек за вакво животно искуство. Се разбира, видите, јас секако се согласувам со вас дека ова е голема травма и за човекот кој што го направил тоа. Се разбира, следат пред него нели судските процеси, но тука е и психолошката состојба, затоа што верувам дека на никому не може да му биде сеедно доколку направи такво дело. Имавме пример ние со нели судски процеси кои што се одвива, па следевме како се однесуваат и сторителите, но се разбира, ние мораме овие дела да ги санкционираме за да тоа делува и како порака до сите останати. Еве, тоа е апел и до судските органи кои што сега нели делото е кај нив, откако ние го приведовме лицето, фактички сега е предаден на судските органи кои што треба да нели пресудат каква ќе биде казната за ваквото лице. И споминавте казните. Едукацијата или казните? Каков е вашиот впечаток, што дава повеќе резултати? И тоа и тоа. Ние затоа работиме паралелно. Како што правиме превентивни акции со Републичкиот сојуз за безбедност со сообраќајот и со Факултетот за безбедност, паралелно правиме и репресивни акции, односно санкционирање на оние, затоа што, видите, кај дел од граѓаните, пораките кои што ги праќаме од превентивниот дел стигаат и јас им благодарам на 90 и нешто од 100 од граѓаните кои што се совесни возачи, кои што постојано ги почитуваат правилата и така и треба да биде. Но за жал имаме мал дел од граѓаните до кои што овие пораки не стигаат. Затоа тука е репресивниот дел и фактички санкционирање на овие лица за на тој начин фактички и преку санкцијата да делуваме превентивно за да во иднина не ги прават овие прекршоци. На крајот на криштата ова е на пример сега порака и до оние кои што го критикуваат министерството дека казнувал возачи. Не казнуваме ние возачи. Ние го санкционираме таквото несоодветно поведение за да спречиме вакви трагедии. Санкцијата е за некој да размисли, да удри во главата дека фактички мора да се почитуваат законите за моја безбедност, за ваша безбедност, за општа безбедност. Период на празнување, тука некаде би сакала да упатиме апел и до родителите. Треба да знаеме ние како возачи кои што сме зрели, возрастни и одговорни дека со алкохол не се седнува зад воланот, но тука треба да упатиме и апел до родителите кои им дозволуваат да ги земат домашните автомобили нивните деца кога одат некаде на прослава. Кога мислиме на децата, така е изразувањето на љубовта. Земете им ги клучевите, тоа е љубов. Апсолутно, значи апелирам, еве ја користам оваа прилика, сега сме во период на слави, на прослави, на празници. Ајде сите да славиме, како што велиме, со срце и да ни биде убава новогодишната ноќ, заради момент на неодговорност да не ни се претвори сето тоа во трагедија. Значи, да внимаваме, особено доколку сме на прослава, доколку консумираме алкохол, никако, ама никако не смееме да седнеме во автомобилот. Еве го резултатот како завршуваат пијаните возачи. Значи, апсолутно апел и од Министерството, но и порака дека покрај овие апели ние ќе бидеме на улиците и сите вакви лица кои што ќе седнат пијани зад возачи ќе бидат соодветно санкционирани и исклучени од сообраќајот. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Останува се разбира и ние уште еднаш да се придружиме на апелот, да потсетиме дека во овој период на празнување треба апсолутно сите да бидеме одговорни, и како возачи, и како пешаци. Сите сме подеднакви учесници во сообраќајот и само од нашето одговорно однесување зависи дали ќе бидеме здрави. Јована?